Dobar den, dragi učenici. Јас сум професорот Петрушевска Бети од гимназијата Сами Фрашари од Куманова. Уште сме во областа на стилистиката и денеска ќе зборуваме за уметничко-литературниот стил. Самото име кажува дека зборуваме за уметност, за литература, за нешто што е едноставно убаво за нашето уво или за нашето око. Карактеристично за овој стил е тоа што авторот на делото го изразува својот однос кон она што го соопштува не директно, туку преку своите ликови и настани кои што ги опишува во делото. Во рамките на овој стил разликуваме три рода лирика. Самото име кажува лириката, тука спаѓаат лирските родови, лирските видови, елегија, ода, сонет, балада, поема и друго. Потоа имаме епика, тука спаѓаат романот, повеста, новелата и расказот, и драмата, каде спаѓа трагедија, комедија, драма и фарса. За овој стил што е важно? Важно е да кажеме дека многу се употребуваат сликовитост и експресивност. Самото име ќе кажува уметничко литературен. Како ќе го доживееме, како ќе го прикажеме тоа? Преку сликовитост и експресивност. А на кој начин? Преку употреба на голем број стилски фигури, анафора, епифора, градација, елипса, или пак со употреба на тропи, епитет, метафора, споредба и слично. Во јазикот, на нашата современа уметничка литература, треба да се потпира на стандардниот литературен јазик, меѓутоа, зависно од темата, во делото може да има архаизми, историзми, неологизми, жаргонизми или диалектизми. Зависно за што се пишува, каков тип е на делото, ако е историски роман, ќе имаме употреба на историзми. Ако е, например, интересна диалектна драма, ќе имаме употреба на жаргонизам, на диалектизам, или па ако се зборува за нешто ново, за некоја новина, во светот на науката, техниката, за нешто друго, тогаш многу е веројатно да се користат и нови зборови или неологизми. Во овие дела, во ова уметничка литература, јазикот е представен така што ја има својата највисока естетска функција и секогаш е свртен кон читателот. Ви благодарам, почитувани ученици.